Добар ден, прво издание на Дневникот на Канал Плюс за денес. Почнуваме веднаш по кратката најава. Македонските иселеници да имаат своји представници во парламентот на Република Македонија и понатаму е ставот на премиерот Никола Груевски. Од понеделник јавното предпријатие ИСАР започнува со активностите за замена на водоводните и канализациони цевки на спојот на улиците Вардарска и Пиринска. На 2 септември од Штип започнува карванот Купи куќа, купи стан со цел запознавање на граѓаните со можностите кои ги нуди овој проект. Премиерот Никола Груевски денеска е меѓу Струмичани, каде ќе оствари средба со граѓани од повеќе населени места, а ќе посети индустријската зона во Василево и ќе пушти во употреба детска градинка и тениски терени. На средбата во повеќе села, премиерот Груевски ќе разговара за проблемите со кои се соочуваат жителите од овие населени места. Нашиот став е македонските иселеници да имаат своји представници во парламентот на Република Македонија и ќе се залагаме и понатаму диаспората на тој начин да учествува во политичкиот живот во земјата. Истакна премиерот Никола Груевски на синокешната средба со представници на македонската диаспора во Виена, Австрија. Ќе се залагаме диаспората да има своји пратеници во парламентот, е ставот на премиерот на државата Никола Груевски, односно на тој начин и понатаму диаспората да учествува во политичкиот живот во земјата. Овдека во Виена се разговараше за сите теми кои што се дел од оваа иницијатива, а главно поврзани со инвестициите, но и со политички теми. Ова е добра можност да се видиме многу премиери од регионот, да размениме мислења, да разговараме за проблемите, за нивно надминување или за следните предизвици што не очекуваат, а исто така и да оствариме добри контакти со клучните држави од Европската Унија. Така што Берлинската иницијатива продолжува и понатаму, таа е еден импулс да се помогне на државите во нашиот регион, вклучувајќи и нашата држава, за што побрзо се подготват за приклучувањето кон Европската Унија. Тоа беше проект за кој многу се зборуваше пред 2006 година, меѓутоа ниту една влада не го спроведе. Ние го ветивме кога бевме во опозиција во 2004-2005 година и потоа по нашето доаѓање успеавме да ги убедиме и другите политички партии, нашата диаспора, македонците кои се иселени од Република Македонија, кои што многу помагаат на своите блиски во Македонија, кои што со душа и срце сакаат да и помогнат на Република Македонија и секогаш кога имаат прилика го прават тоа, да имаат барем символично учество во креирањето на политиките, да имаат свое учество преку давање на своји идеи и барања, предлози, критики преку своји представници. Реков символично, затоа што имаме еден представник од Европа, еден од Америка и еден од Австралија. И ако мене ме прашувате, јас сметам дека бројот на представници треба дури и да е поголем. Меѓутоа, засега немаме единство по тоа прашање во државата, меѓу политичките партии, истакна Груевски. Тој посочи дека диаспората има право на своји представници. Ние ќе продолжиме да се бориме барем овие 3 пратеници кои што сега ги имате да продолжат и на тој начин. Граѓаните на Македонија што живеат надвор од државата да гласаат на избори и да имаат своји представници и на тој начин да учествуваат во политичкиот живот во Македонија. Иселениците пак децидни, диаспората мора да има своји представници и активно да придонесуваат во општествениот живот во својата држава. Ние сме македонци и ние имаме право да имаме глас преку своите представници, истакнаа тие на средбата со премиерот, изразувајќи му благодарност за посетата, која за нив представува голема чест. Во понеделник јавното предпријатие ИСАР започнува со активностите за замена на водоводните и канализациони цевки на спојот на Штипските улици, Вардарска и Пиринска. Сите подготовки се завршени, финансиските средства се обезбедени, проектот е завршен и ќе започне да се реализира откако ќе се извадат коцките на оваа улица. Во понеделник јавното предпријатие ИСАР од Штип започнува со активностите околу замена на водоводните и канализациони цевки на спојот на улиците Вардарска и Пиринска, како и долж улицата Вардарска.
Од директорот Ангел Бојаджиев дознаваме дека сите подготовки се завршени, финансиските средства се обезбедени, проектот е готов и ќе започне да се реализира откако ќе се извадат коцките од оваа улица. Бојаджиев истакна дека додека се одвиваат сите активности на оваа улица, истата ќе биде затворена за одвивање на сообраќај. Со проектот е предвидена нова водоводна и канализациона мрежа во должина од 400 метри, со што значително ќе се подобрат условите за секојдневно функционирање на жителите во овој дел од Штип, кои со децении наназад имале големи проблеми поврзани со водоснабдувањето. Како што е известно од досегашната пракса во останатите делови во градот, откако ќе завршат со работа вработените во работната единица водовод и канализација во однос на реконструкција на водоводната и канализациона мрежа, веднаш се започнува со реконструкција на самата улица. Истото ќе се случи и со Вардарска, која со години наназад е сообраќајна рана во централното градско подрачје и голем проблем на собствениците на автомобилите, но и на пешаците. Компанијата Зегин со нова специјализирана продавница за здрава храна во Берово, која инаку е 8 поред во Македонија. Финални производи од екопродукти, маџун, мјусли, зачини, органски тестенини, чаеви, органско млеко. Ова е само дел од асортиманот кој малешевци можат да го видат и купат во новоотворената продавница за здрава храна на еден од најпознатите македонски брендови, семејните аптеки Зегин. На свеченото отварање на продавницата вчера присуствуваше и министерот за одбрана Зоран Јолевски, но и мегазвездата Здравко Чолич, кој благодарение на основачот на компанијата Благоја Механџиски одржа концерт пред беровчани во рамки на традиционалниот етноплоштад фестивал. Според Механџиски, продавниците предвидени за здрава храна ќе бидат снабдени со специјализирана органска храна со висок квалитет, биолошка и еколошка и, што е најважно, храна која е дар од природата. И воедно да им порачаме на нашите сограѓани од Маршевијата и нашите граѓани од Република Македонија дека Зегин со отварањето на ова продавница, фактички веќе имаме 178 отворени, отвараме еден нов систем на снабдување со репроматеријали, односно продукти, финални готови производи. Тоа е кооперантскиот систем кој го спроведуваме, тоа е систем во Швајцарија. Што значи тоа? Ние распишуваме јавен оглас на сите, региони во Македонија кои се наравно екочисти, од просторите кои се еколошки, биочисти, да ги собираат плодовите кои се дар од природата. Здравко Чолич како специјален гостин изрази огромно задоволство што во Македонија се родила ваква идеја, граѓаните да можат да се снабдат со здрава храна од една продавница. I zato sam posebno počastovan, a Blagoja Zegina kao mog iskrenog prijatelja mogu tako već se nazvati. Посебно се радувам на ова отварање на продавницата за здрава храна, што го возможи мојот пријател Благоја Механџиски. Тој како мој пријател во последно време присуствува на многу мои концерти и гостувања и му благодарам за неговиот придонес во овие културни случувања во Берово. А од друга страна се радувам за развојот во фирмата и неговите приоритети на здравата храна, бидејќи светот тежне кон квалитетни продукти кои го продолжуваат животот. Компанијата Зегин е и генерален спонзор за овогодишниот етноплоштад фестивал. Денес во рамки на третиот ден од одржувањето во вечерните часови ќе настапат голем број на наши, но и странски бендови, а неговото затварање ќе го означи настапот на Тамара Додевска. Инаку Зегин до крајот на годината планира да отвори 20 продавници за здрава храна низ државата. Продавницата во Берово е 8 отворена. Поминаа 3 месеци откако стапија на сила мерките на владата за докуп на стаж на лицата кои работеле во сега непостоечки фирми, но интересот на штипските стечајци на незавидно ниво. Во подрачната единица на ПИОМ поднесени се само 2 барања кои се разгледани и реализирани. Плаќањето на докупот на стажот може да се изврши и на рати. Сите оние кои некогаш работеле во предпријатија кои веќе не постојат, кои се ликвидирани, односно не се евидентирани во Централниот регистар, имаат можност да го откупат, односно докупат стажот кој им недостасува до пензија. Она што треба да го сторат е да поднесат барање до подружницата на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Иако поминаа 3 месеца од изгласувањето на овој закон, нема голема заинтересираност од таквите лица во Штип.
Овие лица со самото барање го наведуваат периодот за кој се работи. Фондот за пенсионско и инвалидско осигурување прави решение, пресметка и решение за плаќање на придонес. И овде е битно едно да се каже дека во обврската за плаќање влегуваат сите оние месеци или години кај што лицето работело, фирмата не ги платила придонесите и фирмата не постои. А може би да работили кај повеќе обврзници, истите не постојат, значи целокупниот период за кој не е платен придонесот е обврска на самото лице ако поднесе барање. До сега во потрачната единица Штип се поднесени 2 барања, двете барања се реализирани, значи издадени се решенија и странките си го плаќаат придонесот. Олеснителна околност е тоа што неплатените придонеси ќе може да се плаќаат и на рати. Можноста за плаќање на 12 последователни рати. Значи овде може да кажеме дека може да бидат во континуитет плаќани тие придонеси, значи ако 2 пати поред не се плати придонесот, веќе самиот договор со решение паѓа во вода. Новите мерки на владата, кои кон крајот на мај годинава беа изгласани во собранието, предвидуваат откуп на стаж со што би се решил долгогодишниот проблем на работниците од пропаднатите фирми. На ниво на држава станува збор за околу 20.000 граѓани на кои им недостига работен стаж за да остварат пензија, да си го платат придонесот за пензиско и инвалидско осигурување за неплатени придонеси заклучно со 31 декември 2008 година. Пред се станува збор за лица кои работеле во периодот на транзицијата, а компаниите не им го плаќале стажот. Дел од категоријата опфатена со овие мерки се и лица кои веќе се во пензија, но поради малиот стаж земаат помали пензии, како и лица кои се уште работат, но им недостига стаж за да се пензионираат. Вчера вечер заврши каменичкото културно лето со балканската дива Лепа Брена. Според проценките на општината, на концертот присуствувале над 20.000 посетители. Со настапот на фолк дивата Лепа Брена заврши каменичкото културно лето. Над 20.000 фанови собра синоќа плоштадот во Македонска каменица. Целиот исток се слеа во рударското градче, а фанови дури од соседна Бугарија ја преминаа границата за да ги слушнат старите и нови хитови на Лепа Брена. Концертот на Лепа Брена беше кулминација на летната манифестација во Македонска каменица, која општината ја овозможи заедно со поддршката од родникот САСА. Општина Македонска каменица вчера воедно на празникот Голема Богородица го прослави и Денот на градот и Денот на рударите. Од септември повторно почнува караванот Купи куќа, купи стан, што го спроведува Министерството за финансии, со цел одблизу да ги запознае граѓаните со можностите што ги нуди овој проект. Караванот почнува на 2 септември во Штип, а потоа секоја среда ќе бидат посетени други градови низ државата. Проектот Купи куќа, купи стан е наменет за граѓаните кои имаат приходи, но тие не им се доволни во првите неколку години за да ја отплаќаат ратата за стан или да платат учество за добивање кредит за изградба на куќа. Во тој дел се помага со субвенции. До сега 630 семејства ги имаат искористено можностите што им се нудат преку проектот и го имаат решено стамбеното прашање, од кој главно, односно 70% се од Скопје.
Над 50.000 имигранти поминале низ македонската територија во изминативе 2 месеци, соопштува Министерството за внатрешни работи. Вкупно 985 мигранти добиле потврда за искажана намера за поднесување на барање за признавање на правото на азил во изминатите 24 часа. Досега издадени се потврди на 50.268 странски државјани. Најмногу потврди се издадени на мигрантите од Сирија, потоа Авганистан, Ирак, Пакистан, Палестина и така натаму. До оделението за азил во изминатите 24 часа не се поднесени барања за признавање на правото на азил, а досега се поднесени 49 вакви барања. Четири лица, од кои 10 полицајци се повредени од експлозија на мина во турскиот округ Мардин, во близина на границата со Сирија. Инцидентот се случил кога автобус налетал на мина. Според дел од турските медиуми, терористичкиот акт е дел на курдската работничка партија. Полицијата почнала голема операција за пронаоѓање на сторителите. Во напад на бомбаш самоубиец северозападно од Кабул загинаа 2 авганистански војници, а уште 2 се повредени. Во северната афганистанска провинција Фаријаб во вчерашната заседа од талибанците загинаа најмалку 15 припадници на полицијата лојална на генералот Абдула Рашид Достум, подпредседател на Авганистан. Заменик гувернерот на Фаријаба истакнал дека загинале 20 припадници на полицијата, а 4 се повредени. Австриските и унгарските власти во заедничка акција го извршиле апсењето во случајот од Австрија. Неколку лица се уапсени во врска со случајот на откривање на 71 мртво тело на мигранти во камионот во Австрија, во близина на границата со Унгарија. Меѓу апсените 2 се бугари, а 1 е од Унгарија. Претходно унгарските власти рекоа дека 4 лица се уапсени, 3 бугарски државјани и 1 авганистанец. Унгарците решија да ги заострат постоечките закони за бегалци, тврдејќи дека Европа е неспособна и го поттикнува големиот бран на мигранти. Имено унгарската влада представила нацрт закон со кој се предвидува заострување на казните за нелегално преминување на границата, според кој, меѓу другото, фатените бегалци можат да бидат осудени на 3 години затвор. Парламентот следната недела ќе расправа за нацртот кој опфаќа 13 мерки во борбата против приливот на бегалци во Унгарија. Доколку нацрт законот биде прифатен од двотретинското мнозинство во парламентот, ќе стапи на сила на 15 септември. Во Унгарија преку Балканот годинава пристигнале околу 100.000 бегалци, главно од воените зони како Сирија, Ирак и Авганистан. Најмалку 20 лица загинаа, а 31 се водат како исчезнати во бурата Ерика, што го зафати Карипскиот остров Доминиканска република, соопштија денеска локалните власти. Уништени се стотици куќи, мостови и патишта. Во бурата Ерика загинаа најмалку 4 лица во Пуерто Рико. Бурата Ерика ги погоди девствените острови, а се очекува невреме и на Хаити, Бахами и на островите Таркс и Кајкос. Метеоролозите прогнозираат дека Ерика ќе стигне и до Флорида в понеделник, поради што гувернерот на оваа американска сојузна држава, Рик Скот, прогласи вонредна состојба. Фудбалскиот клуб Брегалница денес во рамките на петото коло во првата македонска фудбалска лига ќе го одигра првиот надпревар на стадионот Никола Мантов во Кочани. Како домакин во Кочани, Брегалница ќе го пречека актуелниот шампион Вардар. Инаку во последниот одигран надпревар, сините загубија од Шкендија со резултат 5:1. Дали новата локација ќе донесе повеќе среќа на Брегалница, останува да видиме. Најдобриот македонски европредставник Работнички пак по 2 недели ќе одигра прволигашки дуел, и тоа в недела со Силекс на Ѓорче Петров. Работнички не ги одигра своите последни 2 меча со Ренова изминатиот викенд и со Младост Царев двор, кој според распоредот требаше да го игра дома поради настапот во плей-оф фазата во Лига Европа. Хоризонт Турново ќе дочека Шкендија на својот стадион. Ренова во гостивар е домакин на Шкупи, а Металург на стадионот Борис Трајковски ќе го дочека Младост Царев двор. Сите надпревари се играат денес со почеток од 16 часот и 30 минути.
Ова беше се во првиот дневник на Канал Плюс Сови. Со нови информации се гледаме во 20 часот. Имајте пријатен ден со нашата програма.